Благодарам, заменик председателка, почитувана македонска јавност, почитуван председателе на владата, почитувани членови на владата, медиуми и колеги. Моето право за поставување пратенички прашања ќе го искористам за да поставам 3 пратенички прашања кои за мене како охриѓанка пред се и моите сограѓани охриѓани, но и за сите граѓани на оваа наша најубава Македонија се најзначајни, бидејќи ќе ги дадат одговорите за долго очекуваните, а сега веќе конечно присутни резултати во делот на туризмот и туристичкиот развој. Првото прашање ќе го поставам до почитуваниот вице-премиер и министер за транспорт, господин Александар Николовски, а останатите 2 до почитуваниот министер за култура и туризам, господин Зоран Љутков. Почитуван вице-премиер и министер за транспорт, вашата работа, за среќа на сите нас, е видлива буквално и на земја и на небо. Ако цели 6 години се радувавме на едно мостче да речам со 5-6 заковани шајки, ако цели 6 години безнадежно ја очекувавме помпезно најавуваната фабрика за електромобили кои никогаш не тргнаа по македонските патишта, па ги очекувавме Google и Формула 1 кои ќе донесеа туристи, ние денес конечно говориме за коридори, автопатишта, експресни патишта, брзи железници, современи аеродроми, нови авиолинии и тоа во време на глобална авиокриза. Во периодот 2020-2024 година вие бевте овде со нас во ова собрание и знаете дека од поимот туризам имавме само празни зборови и тек тук по некое локално проектче кое никако не даваше надеж за било каков, а камоли за туристички развој. Имавме истечени стратегии, недефинирани поими, закони неприменливи во пракса, празни ветувања за промена на моделите за субвенционирање и така до недоглед. Со вашето доаѓање на чело на Министерството за транспорт пред се покажавте колку е важно да ја градиме и да ја поврзуваме државата за да ги отвориме вратите за туризам, за економија, за работни места, за живот со достоинство, бидејќи туристички развој никако не можеме да очекуваме без соодветна инфраструктура и квалитетен превоз. И што е најважно, веднаш се зафативте за работа, за привлекување на патници, односно за работа за зголемување на бројот на туристи во Македонија. Она што го ветивте на крајот на месец август 2024 година, денес е реалност. Ги сменивте условите и критериумите за субвенционирање на авиопревозниците, го зголемивте износот на субвенции и веќе имаме нови дестинации, а Македонија конечно станува препознатлива како атрактивна туристичка дестинација во светот. Ваквиот начин на работа значи можност за туристички развој, посебно во нашиот Охрид, нов импут за развој на авиосообраќајот и што е најважно, многу можности за водење бизнис на сосема нови пазари. Сите знаеме дека туризмот никогаш не стои сам. Патиштата, културата, дигитализацијата и општинскиот развој се неговата инфраструктура. Секој пат што се гради, секој локален проект што се финансира, секоја подобрена инфраструктурна точка директно го зголемува туристичкиот потенцијал, бидејќи за развиен туризам можеме да говориме единствено кога имаме развиена инфраструктура. Со бројните нови авиолинии, Македонија се отвори кон нови пазари и го интензивираше приливот на туристи. Тоа е значителен исчекор што владата го направи во политиките за развој на туризмот. Со еден збор, владата, предводена од премиерот Мицкоски, успеа да го насочи туризмот кон динамика што не сме ја виделе со години. Сето ова покажува дека владата стратешки го гледа туризмот како еден од двигателите на економијата. Според податоците на Државниот завод за статистика, во првиот квартал од 2026 година, бројот на туристи е зголемен за 5,2%, додека бројот на странски туристи бележи раст од 6,9% во однос на истиот период минатата година. Во месец март, дури 80,3% од сите туристи биле странски посетители.
Тоа е јасен сигнал дека Македонија станува се повидлива на меѓународната туристичка мапа. Современите светски искуства покажуваат дека најуспешни се оние држави кои успеваат да изградат интегриран пристап, каде транспортот, инфраструктурата, авиоповрзаноста, туристичката промоција, културата и локалниот економски развој функционираат како еден систем. Особено е важно што Македонија во последниот период бележи напредок и во транспортната поврзаност. Во првиот квартал од 2026 година преку воздушниот сообраќај биле превезени повеќе од 840.000 патници, што представува значајна основа за понатамошен развој на туристичкиот сектор. Искуствата на Светската банка покажуваат дека подобрената поврзаност и модерната транспортна инфраструктура се меѓу најсилните фактори за раст на услугите, привлекување инвестиции и развој на туризмот. Од тука произлегува моето прво пратеничко прашање до вас, почитуван министер, а тоа гласи: кои се стратешките цели во делот на интегрирање на инфраструктурните инвестиции, новите авиолинии и туристичката промоција во единствена политика за развој на туризмот и какви ефекти очекувате врз бројот на туристи, должината на нивниот престој и приходите од туризмот? Почитувани, инфраструктурата е крвотокот на туризмот, а туристичката политика е неговиот двигател. Затоа охрабрува фактот што Министерството за култура и туризам веќе работи на подготовка на националната стратегија за развој на туризмот, со процес во кој се вклучени академската заедница, приватниот сектор, Светска банка и меѓународни партнери. Тоа е пристап кој е во согласност со препораките на Светската туристичка организација, според кои одржливиот туристички развој мора да биде резултат на партнерство помеѓу институциите, науката и бизнисот. Македонија има сериозни предности, на релативно мала територија поседуваме исклучително богато културно наследство, археолошки локалитети, верски објекти, вински региони, планински центри, езера и заштитени природни подрачја. Меѓутоа, останува предизвикот како овие потенцијали да се претворат во конкурентен туристички производ кој ќе генерира додадена вредност. Во таа насока, моето второ пратеничко прашање до почитуваниот министер за култура и туризам, господинот Љутков, гласи: како Министерството за култура и туризам планира да го искористи растот од 6,9% кај странските туристи во првиот квартал од 2026 година за дополнително позиционирање на Македонија како конкурентна туристичка дестинација на европскиот пазар. Почитувани, сметам дека посебно внимание заслужува уште една тема. Во Европа расте побарувачката за автентични искуства, активен одмор, екотуризам, гастрономски туризам, планинарење, велосипедизам и престој во рурални средини. Ова е можност која Македонија не смее да ја пропушти. Нашите планински региони, традиционални села, национални паркови, вински патишта и локални производители можат да создадат нов економски импулс за многу општини, особено во источниот, североисточниот и југозападниот регион. Туризмот не треба да биде концентриран само во неколку центри, тој треба да биде двигател на рамномерен регионален развој. Токму од тука, моето трето пратеничко прашање, исто така до почитуваниот министер Љутков, гласи: во подготовката на Националната стратегија за развој на туризмот 2027-2031 се вклучени академската заедница, приватниот сектор, Светска банка и меѓународни партнери. Може ли да ни наведете кои се клучните реформски приоритети што Министерството ги поставува во делот на руралниот и планинскиот туризам? Убедена сум дека одговорите на овие прашања ќе дадат дополнителна слика за идната насока на развојот на туризмот и ќе покажат како преку заедничка работа на институциите можеме да создадеме поконкурентна, попривлечна и економски посилна Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам.